Ние сме на факултет за да студираме, продлабочуваме и работите методски ги правиме. Например, треба да покажеме што е тест, да почувствувате, да знаете. Едно да работите, не е дека е најбитно, но да знаете со што, например, ќе се соочат другите кандидати или испитаници. Вие ќе тестирате, ќе работите во училиште, па можеби треба да направите тестови врз дечиња. Ќе работите со спортисти, па може да процените кој може максимум или не. Јас сум пишал веднаш порака, се гледа по начинот на изведба, дека не е до максимум. И сега ја немам резултат за тестирање. Не можам да добиам релевантен податок. Затоа молам, не знам кој час е ова, четврти, слушајте ги работите што ги објаснувам, преслушајте ги видеата, нема ништо лошо да ги преслушате видеата уште еднаш. Јас кога учам нешто ново, слушам видео по 2 пати и фатете тамо забелешки, се пропушта. И јас кога учам и слушам прв пат, и пропуштам работите. Така да исто ќе биде и за следниот материјал што доаѓа. Слушајте ги ако треба уште еднаш и ќе се рашите да работите. Фаќате забелешки што кажува. Најбитните моменти што се интересни за вас. Тоа е многу добра финта кога учите или кога сакате да продлабочите знаење, студирање, нели, учење, ајде, се едно. Тоа што е интересно за вас запишете. Ако нема ништо интересно, значи утнал професорот најверојатно, он е крив за се. Темите не се интересни, не се битни, можеби не е до вас, можеби е до професорот. Има ли уште некој прашање во однос на тестирање? Сакам да добиам представа зошто не ми праќате податоци. Две работи се, точно. Едната е вежбата, ценам. Другата е само гледајте, вежбајте, затоа што мај ќе дојде. Втората работа е утре ќе пратам. Тоа е утре од јуни, обично, најголемата студентска вистина. Кога ќе почнеш да учиш? Од понеделник. Кој понеделник? Ќе видиме. Да не дојде до тоа. Супер. Имам една задача за вас. При крајот на часот може да споделиме искуства. Минатиот час ве прашав кој што тренира. И еве, например, од секој од спортовите што ги спомнавме, многу интересно, не спомнавме многу спортови, некои 7-8 мислам. Би било добро некој што ќе посака да каже, например, како го изведуваат загревањето. Денешна тема е загревање. Па чисто да споделите, например, тие што тренираат фудбал, како се загреваат, тие што тренираат кошарка, како се загреваат, фитнес и бодибилдинг, некој што тренира или рекреативно, се едно, како се загрева. Тој што оди на водно, дали прави загревање или не. На кеј кога ќе дојдете, дали веднаш правите тест згибови или прво се загреваш на некој начин. Не се само згибови и други работи. Така да би сакал да се направиме малку муабет. Јас ќе посочам некои работи, но сакам и да ви спровоцирам вие да поставите и прашање. Например, за некои работи, како се изведува загревање. Генерално за сите теми што ќе работиме, но еве нека биде сега конкретно за загревање. Да ќе поставам, мислам, вие да најдете нешто што не ви е јасно, што ви интересира. Не дека јас знам се, ама можеби заеднички ќе најдеме нешто, некаков одговор и да пробаме да продлабочиме темата која што вас ви интересира. Чекај сега, колку време треба да се загревам, а јас тренирам мечување, например. Или како треба да изгледа загревањето кога пред да направам спринт атлетика се загревам, се надпреварувам. Значи, еве, пробајте да смислите некои такви прашања, мислам, што ви интересира, не туку колку само да се прашаме. Да, а останува ова дека би сакал неколку од вас за по еден спорт да кажат по нешто. Симон е тука, фитнес и бодибилдинг. Се слушаме, комуницираме. Исто за фитнес, мислам дека рече пак и че тука може да ни помогне. Добро. Генерално немам спремена презентација, но можеме и на овој начин. Нели? Презентацијата е помош за мене, за да се водам. Некоја насока за вас, што би очекувале, но што е финтова, дека не мора секојаш да имате презентација. Поентава е сега дека сакам да посочам неколку работи
Загревањето, на многу накратко, загревањето е важен процес во воведување на телото, спремање на телото, давање на информација на телото дека нешто ќе се случува на физички план и умствен, дека нема дека ќе го извадите од хомеостаза. За ова ќе зборуваме понатаму, но еве ќе спомнам хомеостаза, некоја нормална состојба на функционирање. Нормална, условно нешто е нормално, но сме прифатиле дека нормална е можеби вомирување во, не знам, така, некое лесно движење, одење, но кога работиме тренинг, тогаш не дека е ненормална состојба тренингот, туку е нова состојба за телото и на тој начин би требало да го загрееме. Значи да ние велиме загрееме, затоа што така разгледуваме телото како машина, но не е само телото, нели кажав, туку целиот систем на човек да го загрееме под наводници, да дадеме вежби за загревање и да го спремиме за да може да ги исполни задачите или очекувањата што ќе се наметнат како во вид на тренинг, во вид на надпревар или слично тренинг или во вид на вежбање, значи ако е тренинг асоциран на спорт, можеби вежбање ќе асоцира на рекреација. Се насочува вежбањето, загревањето се задава за сите возрастни категории, значи нема ај деца што знаат, не е битно, не ги загревај, не е точно. Повозрастни лица, нели, во периодот на старост, исто они се нема да ги загреваме тука, они онака не мрдаат многу, не е точно, значи треба да се зададат вежби за загревање кои што се може да бидат, например, еве овде пишува на видео вежби за обликување. Тоа е една група на вежби кои што може да се сретне по литература и се е составена од вежби за загревање, од вежби за истегнување, загревање, истегнување и вежби за оформување. Вежбите за оформување сега нешто ќе спомнеме преку терминологија и малку ќе се подсетиме на терминологија од минатиот час. И интересно е дека би требало, значи еве, може да се инкорпорира и истегнување за да направите range of motion или за да се направи амплитуда да се даде информација дека ќе се работи некоја со можеби поголема амплитуда во телото, но поентата е прогресивно полека од многу лесен интензитет или од многу лесни движења да се дојде до интензитетот кој што би се очекувал дека ќе го работите на тренинг. Најчесто или на привежбање, најчесто се работи со така некој висок интензитет, може да се случи, не мора да значи дека е целиот тренинг со висок интензитет. Еве, например, работите тренинг за опоравување. И најчесто се случува во групни спортови да дадат тренинг за опоравување, па и не само во групните. Случува во велосипедизам многу и во индивидуални, например, после надпревар или слично, следниот ден, ако не е ден за одмор, обично може да се зададе тренинг за опоравување и тоа значи дека тренингот е со многу низок интензитет, но сепак и за тој тренинг би требало да направите загревање. Загревањето се прави исто така за да може да се провери состојбата на телото, па например јас сум станал од кревет и сум поминал во некои тие нормални услови, како што ги кажав, значи не под напор, одреден период од денот, но доаѓам на тренинг и при загревање јас приметувам дека чеке нешто, имам некоја болка во одреден дел од ногата или раката или телото. Значи, затоа се меѓу другото, значи сем да го спреми телото, загревањето е исто многу битно затоа што ние од искуство, еве јас како тренер и моите колеги сме сретнале многу случаи на повреди кои што се препознале за време на загревањето. Куперов тест. Трчаат Куперов тест, ја им кажу, посочувам на студентите, загрејте се. Не се загреваме. Загрејте се. Не се загреваме затоа што ако се загрееме ќе се потрошиме. Не е целта на загревањето се потрошиме. Целта на загревањето е го спремиме телото. Ако не го спремиме телото како што треба, не може да влезете во тој надпревар, тој вежби, тренинг или во Куперов тест нека биде, не може да покажете максимум.
Значи телото ќе му треба време додека почне со тестот, значи од кога ќе започне тестот, тек тогаш телото ќе треба да се да се загрева, што не е окей. Вие би требало да почнете со веќе дадена информација и едноставно да, нели, после се даде максимум напор, се ако зборувам за Куперов тест. За тренингот исто. Да влезете, не да се загревам за време на тренинг. Не за ќе кажам што се случува со незагреан систем, еден пример, многу добар, може би го спомнав, ама ќе го повторам уште еднаш. И да, ќе преминам на примерот. Значи, колегата ги кажував за скинат квадрицепс од скок во далечина. Да. Да не се повторува. Значи, разни повреди може да се случат доколку телото не се загрее. Многу ризични повреди некојаш, каде што конкретно човекот го чинеше 2 месеца во болница. Еднаш операција на колено, вториот пат тромб од не добар третман со антитромбоцитна терапија, тромб или инфаркт на бели дробови. Значи, од што? Од незагреаност. Може би ќе пукнало и за време на изведување на доколку се загреал, но барем ќе почувствувал некоја болка или нешто ќе дало сигнал. Основата на кај колегата беше што очигледно немаше силна мускулатура или неа вежбал, а успеа да даде голем напор. И овој пример ќе го кажам, не ве плашам, него сакам да ви посочам дека е битно загревањето, а многу го избегнуваат сем доколку не е организиран тренинг, како од организиран тренинг, рекреативен или професионален тренинг, па тогаш тренерот да зададе дека мора да се загрее, вака сами некако не мрзи да се загрееме, е многу битен момент. Наше пријателче скина ахилова тетива после сноуборд со камп на деца, на камп со деца. Еден час забава имаме пред вечера и едноставно тука со играње со дечињата се подскокнуваше многу пати, имаше нека музика и слично, но најверојатно претходно фино се лабавил и можеби и носел некоја повреда во себе, но малку се прецени и едноставно пукна ахилова тетива. Операција мораше да се прави и слично. Добро е да има загревање, како што кажав, значи треба да се почне од низок интензитет, најчесто се препорачува да се почне со истегнување, може да биде статичко. Ова е многу интересно прашање. Некој ако го интересира може да ми каже, да ме праша дали и кога се прави истегнување, јас ќе посочам, ќе кажам сега. Значи статичко истегнување, можеби на почеток, да преде во динамичко истегнување, некои вежби за обликување како што се овие сега на видео што ќе ги видиме, некое специфично загревање после тоа и така натаму. Значи може да има трчање и слично. Ќе ви покажам еден линк и ви пратам од загревање на фудбалери, кои што сме го работеле, најверојатно имате информација како изгледаат загревањата во спортовите, но целта е значи да се спреми и кардиоваскуларниот систем и централниот нервен систем за напорот за кој што ќе следи. Ако веднаш стартувате со голем напор, без загреани, тогаш правите шок. И тогаш телото пробува да се избалансира и може да биде тој шок негативна појава. Да, може да биде негативно настроен кон телото и е добро се што се прави. Значи тоа е како да очекувате дека сега јас без тренинг може да се качам на Еверест. Не јас, некој од вас. Тоа е исто слично, станувате од кревет и сакате веднаш да тренирате. Не е во ред, значи едноставно системите бараат да влезат во метод да се спремат за работа. Може би знаете или не, тие што имаат, што возат возило или било каков мотор, значи телото на некој начин на мотора, ајде да не го разгледуваме така. Во авионите, кога ги стартувате, тие имаат мотор, тие имаат посебна постапка за загревање на моторот. Треба да се знае колков е
температура на масло, температура на цилиндри, на секое, доколку загревањето не е во ред, тогаш се прекинува целата постапка и се вика механичар. Тоа истото би требало и ке возилата го правиме, овие возила ние што ги возиме, но ние палиме и ке се загрее после некое време. На тој начин се скратува векот на траење на моторот. Слично нешто, затоа правам аналогија, треба да се прави загревање кај нас, затоа што тие шокови кои што се прават на телото, без да му дадеме информација дека дека ќе дојде моментот на тренирање, може да бидат негативни. Како што споменав, сега ми дојде идејата за терминот детренинг, значи како што полека ја билдаме формата, така исто кога се престанува со тренирање треба полека да се спушта формата. Значи, загревањето, на крајот имаме и некој релаксирање после тренинг. Тие се моментите кои што ни се битни. Добро. Ајде ги повториме можеби заедно овие вежби. Човеков многу малку имав одвоено, па успеав да направам нешто, чисто за приказ. Значи може да јас ќе ги работам, ќе ги кажувам ставовите или што се прави. Во еден момент можете и вие некој да помогне, ќе прашам. Кажува, работиме вежби за раце и раменски појас. Па ставот, ако приметивте, тргна во мал рачекорен став. Хоп. Мислам дека малце ке кочи изгледа. Рацете се во предрачи. Така. И сега на 1 и на 2 прави одрачи, на 3 прави предрачи. Загреваме раце и раменски појас, но поентава е сега дека можеме да ја поминеме терминологијата. Овие вежби ги знаете, убаво е во сала кога се работи, чисто дечињата да ги размрдате, се под не команда, туку организација. Не можете да им кажете на децата сами да се загреат, може да ги навикнете да следат ритам, значи преку овие вежби се задаваат ритам, овие вежби за обликување. Втора варијанта вели токмо ножно, истото можете да го сработите, значи на 1 и на 2 рацете во одрачи, на 3 рацете во претрачи, овде пишува, значи бројши ритам, 1, 2, 3, 1, 2, 3 и така натаму. Матно се гледа повторно или само кај мене? Добро е. Супер. Го појачав интернетот, ставив 100 мега, најверојатно треба да е добро. Ставот, ако го гледаме, е мал рачекорен став. Десна рака е во надрачи. Узрачи. Интересно, надрачи. Ама над нешто ставаме. Добро. На 1 и на 2 правам зибови. Ке го пуштам уште еднаш. На 3 и на 4 обратно, значи алтернативно ги менувам рацете, најверојатно. При тоа може да се примети дека овде нешто успева човеков или не успева, ветер го дува, ќе пробам уште еднаш да оди на прсти. Значи, на некој начин ова е вежба за истегнување на добро, ајде, од една страна работат активно мускулите од задната страна, на раменскиот појас и грб, така генерално ќе кажам. Од друга страна се истегнуваат некои мускули кои што наликуваат можда на пекторални, но не е баш добро поставена раката, но во секој случај едни мускули се активни за да истегнат други мускули, значи комбинација на вежба која што може да се користи за загревање. Не само оваа, него сите овие вежби за обликување се таква комбинација, како што кажа, вежби за загревање, за на некој начин активни вежби за можеби силина, не многу интензивна, и вежби за истегнување. Со тоа што долу, ако се подкрива на прсти, тогаш е за класично лист или како беше трицепс солеус, така некако беше, од коленица. Варијантите се слични, значи токмо ножно, може истото да го сработим. Добро, имаме следна варијанта, ритам 1, 2, 3, 4, добро. Чисто за раце, некогаш за координација, кога сакате да проверите, може и вакви вежбички да се зададат, па
треба да мислат дечињата што треба да направат. Нели, ротација чисто во некој вид на истегнување, не мора да се наведнувате, не знам зашто сум ја покажал вака, имам и уште една грешка таму, сигурно знам. Некој предклон, па истегнување, значи први во предклон истегнувам што? Истегнувам задна мускулатура, која се кревам горе, истегнувам предна мускулатура. Ке морам да го пуштам, пошто изгледа кочи вака. Океј, длабок предклон, еве, ама ова е во став расчекорен. Се е битно терминологијата ја поминувам, инаку вежбите ги препознавате, ништо страшно нема и некаде се користат, некаде не се користат, но се добри примерчиња за вежби каде што може да го размрдате телото и да дадете некои 5 минути чисто за да може да дадете некаков сигнал дека ќе дојде повторно некој загревање, па понатаму некој тренинг. Значи во засук, лева рака, десна нога, исправи почетна положба и броиш 1, 2, 3, 4. Како, ајде ќе стопираме тука, како водачи на настава или на тренинг, вие сте тие кои што треба да го процените интензитетот ако давате вакви вежби и било кои други вежби за загревање, за да не биде тоа премногу. Например, ќе ви дојде некој кој што има искуство за тренирање и вие му задавате вежби за загревање, гледате дека не функционираат кај него, едноставно му треба можеби малку повеќе да сработи, не да се запоти веднаш, туку да така да почувствува. Тоа ова генерално се однесува на тренинг, но може да се примети во загревањето, но обратниот случај ако зададете ке некого или некоја која што има, еве дошле сака најеклатантен пример е вежби, сака да ослабе и сега ние задаваме вежби за загревање, всушност тоа излегува дека е тренинг за клиентот или за тој што сакаме, што дошол или што дошла да сработиме со него. Зошто? Затоа што нивното тело не е научено најчесто на физички напори, ние би требало да го дозираме загревањето. Па ако се работи преку вакви вежби, како ќе го намалите интензитетот, ќе го забавите броењето. Значи, наместо 1, 2, 3, 4, ќе биде 1, 2, 3, 4. Ме разбирате? Значи, ова се однесува, иако овде има некој броење, ќе имате вежби за загревање, каде што нема броење, но битно е да кажете полека, заспори, пробај уште малку побрзо и слично, за да веќе на крајот од загревањето, не кажав колку минути треба да трае загревање, еве добро прашање, може да ме прашате на крај, за да на крајот загревањето да дојде до некој максимален интензитет со неколку проби и телото тогаш навистина да е разбудено. Засуци на страна, така рацете се во одрачи, дланките се код напред, со тоа што засуци петите се на под, но можам да направам целосен засук. Супер, па сега работаме некои истегнување и така натаму. Овие комплекси се работат 10 до 12 вежбички, ставот е мало расчекорен, чучнување, значи на 1 чучнување, рацете во прирачи. На 2 почетна положба, рацете во узрачи. 10 на 12 вежбички се даваат по 7, 8, 10 пати, ова се поскоци сега, нели, очучнување, поскоци, чисто терминолошки, многу пати повторив, за да знаеме, терминологија повторуваме. Например, неправилно ја изведувам, не знам зашто, би требало телото биде исправено, значи градите последната проба е можеби подобра, но поентата е кога правите вакви ланџис или исчекори, да, ова е нешто окей, тогаш тежината би требало да се пренесе терминолошки, ако гледаме, исчекор или ланџис, ајде, тежината се пренесува негде 2/3 на предната нога, задната нога може да биде исправена, доколку се задржува, доколку не било како, но како и да е. Значи, ова се исчекори, лева десна нога алтернативно. Супер, мало рачекорен став во предножување, значи лева нога високо во предножување на 1, во 2 во заножување. Правите некои истегнување на задната регија од мускулатурата, двете нозе се работат, секогаш симетрично, поскоци во сите 4 страни и овие, ако вакви вежби се зададат на почетокот, тогаш, мислам, не мора да бидат поскоци, не мора да бидат овие, може да бидат други, но битно е да направите range of motion, да има некаков, ова се високи поскоци. Ако се зададат вакви вежби, тогаш имате
имате опција да одработите некои десетина минути и дури и доколку е во на час, тогаш веќе од 45 минути час вие за десетина минути сте ги спремиле и можете да преминете на некој друг дел, па макар и да е учење на некои нови движења кои што не зафаќаат многу, нема потреба од некој голем интензитет, а и ова ќе го споделам. Ние на часовите по антропомоторика користиме една справа што се нарекува јаженце, и јаженцево е супер справа за загревање исто така, со тоа што тој што не знае да го врти, мислам што на почеток првпат се соочува или се среќава со јаженце, најчесто пробуваат со голем интензитет и тоа многу силно, многу брзо да биде, да го на некој начин го силуваат јаженцето. Нема потреба од тоа, можете, се зборувам доколку утре земете јаженце и пробате нешто и кажете тоа е многу напорно. Пробајте ги чекор по чекор одредени работи. Битно е да направите загревање, но интересно е. Интересно е за сите нас, сега вака приказни ви кажувам, затоа што е на Zoom, но во сала кога пробуваме, значи студенти ваша генерација може да се заборават некогаш и еден час да работиме вежби со јаженца, затоа што се побаруваат, се интересни како игра се. Учите нови движења со нив, задавате ново движење, сакам да го пробам. Чекај, како се прави ова? Треба да реши задача со своето тело. И затоа е интересно јаженцето. Само мислам дека овде имам мал број на јаженца на вежби ставено, чисто вртење една друга страна за да може да се почувствува јаженце. Например, овде има нешто, има објаснување, вели ритам 1-1, едно подскокнување, едно свртување. Вртам назад, многу едноставно. И сега, пак ќе кажам, излегува приказни дека раскажувам, но од искуство, кога ќе го зададеме овој ритам, се случува, например, некој да скока со ритам 1-2, ќе го покажам понатаму, а ќе прашате, колега, зошто скокате така? Викам, не скокам, добро скокам. Ма колега, викам, како ритамот е 1-1. Да, 1-1, а тој всушност скока едно свртување, две подскокнување. Убаво е, еве го тој, значи едно свртување, две подскокнувања. Текнува, тоа е малку поразлично од ова следново, од првото што беше. Кај не е ритамов. Мислам дека не е јасно зашто зборувам. Така да јаженцево, еве го 1-1. Јаженцево е супер справа за учење на самосвест, значи осознавање на телото. Гимнастика е кралица за тоа, но зошто да не да се вклучи и јаженце. На часови цел месец користевме за загревање јаженца. Дури пробувавме да скокаме, например, двајца вртат две јажења, па да влегуваме внатре. Го имам, ќе ви го покажам и тоа. Добро, овде се учевме мината година, работевме нешто со јаженца, па пробував да ги... Да, има вакви скокања, нека не ви биде смешно. Ова е затоа што пробуваме нешто што не знаеме. И сега, како да научам нови движења, учите му некои методи по психологија најверојатно, но да, не можам да си го најдам следното видео, не знам каде ми е. Но, например, исто како на кога одите да пазарите нешто, па си правиш план. Истото и со новите движења. Треба да имаш план што е следниот чекор. Па затвори очи и да видиш како би требало да изгледа јаженцето. Значи ова се интересни вежбички, можете да ги има тука негде. Јаженцето е супер, оваа година решив дека нема да пробуваме ништо од јаженца. Да. Немам. Океј.
ова е делот на некој вид на за загревање кој што ете на конкретно ова е Металург фудбалска екипа 2000 мислам 10-та година или 11-та, не сум сигурен, 10-та би требало да е. Да, август, така нешто. Начески тука е? Драган? Не откаже Љубов. Драган Начески. Сега го брка микрофонот ако е тука, може би не. Може да приметите дека ете ова е веќе некое загревање кој што се однесува на екипа, на тим, може да биде и индивидуален спорт, но започнуваат со некое лесно протрчување, без разлика каква е активноста, ја би почнал со некое лесно протрчување. Дури во сала, ако е неколку круга, може да се завртат на тој начин, давате и иницијација на кардиоваскуларен систем. Нема да го гледаме целото, само ќе дадам некои насоки, ќе скокам. Прават некои вежбички за размрдување, разгибување, жаргонски кажано. Слично нешто како што ги покажав на видеото, значи не мора да биде во мирување, доколку е во сала, па ајде ако има 40 дечиња, тогаш ако ги пуштите вака хаотично нема да се снајдат. Некогаш треба да ги пуштите за да видите што ќе се случува, можеби ќе знаат да се организираат. Генерално нели човекот е систем за себе, но кога е во социјална средина со други, може да организира уште се нарече тоа исто систем еден. Па можеби ќе знаат да се изорганизираат, сами да се загреат, некој ќе се покаже како лидер. Значи убаво е да им се даде, да не бидат постојано, ако зборуваме за дечиња, да не бидат постојано под команда. На часовите по антропомоторика ќе зборуваме за дечиња генерално, затоа што повеќето и не само тие што се на насока физичко, туку и сите би требало да имате информација да на некој начин како се води час по физичко. Тоа не е целта, ние сме педагошки факултет, на некој начин имате методика, ќе слушате, дидактика и педагогија и слично. И би требало и затоа ќе користам час физичко, дечиња и така натаму. Со возрастните е многу полесно. Со дечињата не е само фрлање на топка или оставање они на час што сака да направат. Имаме одговорност према децата да го потикнеме нивниот физички развој, затоа е часот по физичко. И јас сум имал лоши наставници, и сум имал и добри наставници, и можам да направам компарација, што значи ако некој само ни фрли топка, тогаш сме мислеле дека супер баскет играме цела година, но понатаму сватив дека всушност мене не ме научил никој, многу ретко, само во пето оделение ме научија некои елементи по гимнастика и тоа е страшен пропуст. Но ако вие како професори ги задавате тие елементи, мислам целата програма, тогаш дечињата програмата не е наместена, не е фрлена од ракав, туку точно се знае зашто е зададена. Да се вратам на темата, значи имаше некое загревање кое што е без топка, вклучена е топка, ништо посебно не прават. Овие мускули фудбалериве конкретно ги вклучуваат постојано и сега би било добро да се загреат, да дадем иницијација, нели? Фудбалот е спорт со топка, па ете, повеќе се посочува можеби од загревањето се посочува на нозе, што е нормално, но не значи дека не треба и раце. Сега ќе видите овде има вежбени кои ги нарекуваат за координација, кои што нормално се и за раце. Јовановски, имаме Јовановски тука некој? Колега? Да. Д, не Марко. Јовановски Д. Ајде, не беше Давид. Не ни е тука Јовановски. Ке му се јавиме на Окац таткому, тој е тренерот, асистент тука, да му каже да си доаѓа на настава. Значи, повторно некој размрдување, убаво е да се размрдаат, да се... Мината професоре само што пиша Давор дека не му работи микрофонот. Давор, него го бараме. Од Окац малиот. Супер.
Сега има нешто интересно, овде ви посочив, например, еве ова е некое активно статичко загревање, добро, не се задржува многу. Например, ајде ќе кажам на крај за статичко и за динамичко загревање. Нели, пробуваме да направиме движења кои што се препознаваат во фудбал, но и кои што не се препознаваат, за да можеме да го спремиме телото за, нели, напорот што ќе следи. Па еве повторно некоја симулација, вие нема да видите некој фудбалер дека ќе трча вака со раце сигурно на надпревар, нели? Но подкревање на раце или слично се случува при скокови, се случува при градење на простор, така да се едноставно треба да запазиме што поголем број на движења во загревањето за да се даде добар влез во тренингот. Например, загревање може да се направи во теретана преди искочот на вакво загревање, да се изведе еден вид на постапка, например, за тестирање на РМ, таму има добро загревање, да загреете, во теретана да се изведат неколку пати максимални повторувања на нозе, дали ќе биде чучнување, шут или влечење позади, затоа што ако во загревањето дојдете до тој момент каде што може, например, да шутнете со 100-150 кг, не знам колку може, тоа е се индивидуално, 2, 3, 4, 5 пати максимално, значи до отказ на некој начин, тогаш вие всушност го загревате и централниот нервен систем и мускулите и давате информација дека, нели, ќе следи некој сличен напор за време на тренингот. Значи, ова го кажувам затоа што има примери каде што фудбалер влегува во теретана први, се загрева добро, прави повторувања неколку максимални, значи не многу, не прави тренинг, туку прави иницијација на максималната сила или иницијација на централниот нервен систем, или ајде нека биде на максималната сила, затоа што се зборуваме за мускулот и се она што е врзано за да иницира или провоцира всушност скреирање или приказ на максимална сила. И на тој начин таа компонента е веќе загреана, после тоа може да искочи на ваков тренинг да направи. Ретко се случува кај нас од моје искуство, зборувам во фудбал скоро никогаш, но сме работеле специфично кај некои фудбалери кои што работеле рехабилитација. И, например, јас ќе дојдам, ќе ги загреам 30 на минути пред да почне тренингот, овој на терен, не спремањето во сала, во гардероба, туку овој тренинг, 30 на минути и дури во теретана сме го правеле тој вид на загревање, значи да може да направат на шут машина и на влечење особено, може би некој чучен максимален, 2-3 повторувања од секоја, и на тој начин јас сум сигурен дека они може да влезат во надпревар, во тренингот. Да го поминат целиот процес на загревање од почеток, за да биде интересно, но дека може да влезат на тренинг, затоа што претходно имале опоравок од некоја повреда. Океј, сега овде има еден дел. Ајде, ќе морам... Не вклучувам табла. Или може би ќе вклучувам. Овде има еден дел каде што има истегнување статичко. Овој дел со статичко истегнување е многу интересен. И доколку мене ме прашувате, јас кажав дека статичкото истегнување, морам да вклучам табла. Статичкото истегнување се работи за време на загревање, но е добро да се работи на почетокот, на самиот почеток. Зошто? Затоа што
Затоа што вие со статичкото истегнување всушност правите релаксирање на мускулатурата. Статичко истегнување или налик јога. Така? И сега И сега ако имаме една синусоида, еден график, доколку има еден график каде што најчесто се разгледува, преку график можеме да ги разгледаме сите работи. Сега имаме ние некое загревање, тогаш активноста на мускулот, активноста на мускулот ќе биде, значи имаме активност на мускул, доколку се гледа преку синусоида, па имаме мал одмор, па имаме повторно активност на мускул, па мал одмор некој. Па постојано правиме загревање и понатаму кога ќе заврши ова загревање од некои 30 на минути, нели? Колку и да биде, 30 минути, тогаш понатаму доаѓа оној вистинскиот напор и тука мускулот прави нешто што е, значи, налик на ова. Но сега кај истегнувањето, вака ќе го направиме. Кај истегнувањето имаме што? Имаме повторно кај истегнувањето имаме повторно една ќе направам еден график и ние кога го истегнуваме мускулот, тогаш имаме некој тонус кој што е ваков. Значи ние го релаксираме мускулот, а нас не треба нешто што е ова. Кај динамичкото загревање, да, тамо веќе постои нешто што е налик можеби на ова. Па имате некоја нормална синусоида или мускулот има активност, па нема активност, има активност, па нема активност. Сега, ако се вратам на оној делот на, не знам дали е јасно ова што пробав да го објаснам. Повеќе ќе се задржиме во кај стречинг и вежби и примерите на вежби, но во секој случај сватете го дека ако го ставите мускулот под миограф, значи ако се гледа електричната активност на мускулот, тогаш при секоја активност на мускулот ќе се забележат некој тип на вакви активни, нели, супер. Ќе се забележи некоја активност од типот на, нели, осцилација. Постојано кога имаме активност. Кога мускулот го истегнуваме или пробуваме да го смириме, тогаш тамо нема никаква активност. Тоа е основната разлика помеѓу загревањето и истегнувањето статичко и динамичко, но статичко генерално. И сега прашање до вас. Дали вие ќе давате вежби за статичко истегнување за време на загревање? Да или не? Малку е трики. Не. Јас би дал. Као што рековте на почеток. Точно, затоа кажавте трики прашањето. Ако ги поставите вака работите, логиката е дека можеби е подобро да се зададе на почеток и да тогаш направите таа амплитуда во зглобовите, range of motion да се подобри или да се испровоцира да видиме прво што се случува, да дадеме информација дека мускулот ќе се истегнува, дека ќе работи и после тоа да дојде загревањето. И нормално, на крај како метода статичките истегнувања се супер за завршување и релаксирање на делот од тренингот всушност, тој дел од денот кога се тренира, но за да има ефект истегнувањето ќе зборуваме повеќе на часот за флексибилност, тамо ќе видиме што значи дали после секој тренинг треба или едноставно може еднаш во неделата тоа да се направи. Ајде се вратиме на овој тренинг. Они сакаат да истегнуваат. Добро, сакаат.
И тука, ајде, немав некој голем проблем. Таков е ритуалот, почитувам. Но, еве, сега се загреваат, сега истегнуваат. Но ќе видите дека всушност сега повторно ќе дојде специфичниот дел од загревањето, така да не се истегнува на крај, туку некако е ставено во средина и ова може да го сметам дека е се уште во првиот дел од загревањето, па затоа има и некое статичко задржување, можеби. Ете. Сакаат, така е жаргонски објаснато, сакаат фудбалерите, примицачите да ги истегнат. Приметувате, значи не се влегува после истегнувањето веднаш во напор, туку имаат уште загревање и сега ова трае загревањето, не е дека тука завршивме, веќе почнува специфичниот дел. Така и би требало во сите спортови кои се задаваат, или во сала, кога работите со дечиња, давате прво општо загревање, после ако се работи, ако треба да учите скокање, подскокнување со јаженце, ќе даете скокови за да се загреат. Значи тоа е веќе специфичен дел од загревањето. Доколку е кошарка, нели може да се направи нешто слично на што го работеа дечките на видеото и на крајот да даете специфични вежби за загревање за тој спорт или за таа активност што ќе се работи на тој тренинг. Истото е за во сала ако влегувате, фитнес и бодибилдинг или нели кросфит сега е многу модерно. Сите семинарски работи по предметот изборен фитнес и бодибилдинг што ги добивам се кросфит. И тоа е врв, тоа е топ. Тоа кросфит се препорачува, сега Мартин може да помогне и други Симоне тука. Кросфит се препорачува за сите, значи од раѓање, од бебиња до 77 години, 90, сите кросфит може да вежбаат и таму вика подобрува издржливост, подобрува се подобрува, значи супер. Е како се работи со максимален интензитет се работи. И тука е контрадикторно целото, дека не може баш да се даде на секого, особено не на почетници и не може да се подобри VO2 максимум. Треба нешто друго да се имплементира за да се подобри, а не со класични вежби на кросфит, можеби ги има, некои ги работи, ја тоа што ми даваат примери студентите, нема вежби за подобрување на издржливост. Океј, поентата беше дека може, значи, ваков тип загревањето би требало да следи во сите активности на овој начин. Прво, основно загревање, основен дел, статичко истегнување, некое по основно загревање, па специфично загревање. Во овој делот на специфично загревање никако да се загреат луѓево, толку 30 на минути трае, 35, веќе почнува нешто што е со топка, па small side games или мали игри на ограничен простор, чисто за да се овие некако многу ми одмараат. Не сум го гледал видео одамна или јас скокам. Не, ова не можам да ги фатам. Прават некои интервалчиња, па да. Ај ќе пуштиме, може ќе фатиме да видите small side games, да, ограничен е просторот, работат загревање на мал простор со некоја брканица топка во средина. Изгледа дека заврши. Точно, мало ми фали. Значи, ова е веќе специфичен дел на загревање. Ќе морам се извинувам да ве митно овака. Да најдам YouTube. Професоре, мутиран. Вие се мутиравте, професор. Пошто јас сум на друг компјутер, да, фала. И сега интересно е дека на крајот од загревањето, всушност секој од конкретно фудбал се работи, секој од фудбалерите се загрева за својата позиција. Значи се по-специфично доаѓа, затоа што тој што игра крило, значи настрана, тој има сите имаат нели слични движења, но неговиот начин на движење на терен е повеќе испади прави на напред, па тоа пробува да го симулира. Овие што играат во одбрана пробуваат да направат штопови повеќе, значи да исфрлат топка, да преку скокови да направат одбрана, значи веќе симулираме нешто што се нарекува игра.
да може да им дадете 5 минути да изиграат, било добро исто како дел од загревање, но не може на официјален натпревар, затоа што на другиот дел од голот се загрева другата екипа. И не само во фудбал, тоа истото се случува во ракомет, одбојка и така натаму. Тенис на пример, они доаѓаат загреани и ние ги гледаме, затоа што тоа гладиаторството што го кажувам, и ние ги гледаме како Џоковиќ и Надал разменуваат по некој топче. Сушност еден со друг се загреваат, затоа што им треба некој, нели, да ја симулираат дека може да се да ја симулираат еден вид на надпревар за време на загревањето. Океј. Ова достапно е на YouTube, може ќе го спакувам секако информација во дневникот тука. Па можете си ги добиете вака како информација. Разгледајте си, некој може му користи, мене ми користи, не ги помните секоја загревањата и ако не сте работеле година-две, може да ги заборавите, затоа што е огромен, голем фонд на вежбички кои што се очекува да ги направите. Сакам да кажам, искористете го видеото, можеби ќе ви се најде. Истото го кажав и минатата година. И ако може да видите, овде имало само 5 views. Што значи никој не го изгледал, јас сигурно едно 5 пати го имам изгледано сам. И со различна IP адреса, само јас сум гледал, никој друг. Затоа ве мотивирам, ете, изгледате си, може би ќе најдете нешто интересно. Океј, јас немам повеќе и сега сте вие наред. Еве, фудбал видов. Кошарка еден доброволец или доброволка. Или некој друг спорт. Како се одвива загревање? На кратко 2 реченици. Добар ден, јас сум Владимир Вуксановиќ. Сега ќе направиме. Со се вика рандом по случаен избор. Кирил Танчевски, добар ден. Што тренирате, Кирил Танчевски? Шок. Јас? Кирил Танчевски, еден гледам на монитор. Шок. Танчев сум, затоа викам Танчев. Танчев, се извинувам. Да. Колега Кирил, што тренирате? Не тренирам ништо моментално. Со некоја рекреативна активност се спремувате? Сега моментално се спремам за Куперов тест. Добро, ајде. Да го истрчам. Правевте до сега некаков тренинг за Куперов тест? Да. Како изгледаше загревањето? Почнувам прво со загревање со глава, потоа во раменскиот дел, продолжувам надолу и раците, продолжувам надолу. Карличен дел, нозе, истегнувам и продолжувам со многу бавно темпо. Трчањето е дел од загревање или тренинг? Да, дел од загревање. Колку минути ви трае загревањето? Околу 7 до 10 минути преку сила. Преку се, нема потреба повеќе. Па добре, ја би направил повеќе загревање. Океј, добро, благодарам. Се надевам ме гледате сите, значи вие сте следниот што можеби ќе ве одберам. Или вие сте следната што можеби ќе кажете нешто. Инаку, има некој што тренира атлетика? Јас, професоре. Прв Дрита. пат се вклучувам, да, во Zoom денес. Да, океј, знам, разбрав. Ајде, Дрита, на кратко, може како изгледа, што спорт, само има некои гласови во позадина, тен. Ај мене, Порва, зашто да. не сум дома, да. Од страна ќе се тргна малце. Ајде, Дрита, која дисциплина тренирате? Ја тренирам 400 и 400 пречки. Супер, 400 метри, колку минути е тоа? Секунди. Секунди, 55. тоа сакам да 55. кажам, да. 55 секунди. И колку временски, ова е битно прашање, колку временски ви треба за да се загреете за една трка од, мене ме интересира времетраењето, значи 50 секунди, 55 секунди. Ја пред трка се загревам околу од 40 до 50 минути. Супер. Дали слушате? Значи за активност или надпревар кој што трае 50-51 минута нека биде. Да. 100 метра трае 10 секунди. Исто се загреваат луѓето.
40 минути до 1 час, дури повеќе од фудбалериве се загреваат. Да. Гледате колку е битно загревањето, особено во овие краткиве дисциплини каде што има страшна потреба од активација на централниот нервен систем. Многу е поврзано со тој момент. Добро, другиот дел генерално мислам дека е јасен. Ќе оставам простор на некој друг колега или колешка. Благодарам. Сака некој да ни сподели загревање за некој поспецифичен, мислам, сите спортови се интересни на еве можеби не од групен спорт. Јас да одберам повторно? Нема потреба. Ајде, Мартин, сакаш да ни споделиш? Може би тоа ќе биде интересно. Некој тренинг, сакав да се надоврзам за кога рековте дека пред да влезат на тренинг ги тестират, мислам, ги загревате со максимален напор, број на повторувања на чучање или на влечење задна ложа или на квадрицепс. Многу често во NBA, значи во кошарка и во американскиот фудбал, моментално користат варијации на олимписки кревања точно пред надпревар, значи за да го поттикнат централниот нервен систем. Тога само сакав да се надоврзам. Супер, да. По тоа, на друго. Тоа е целта, тоа е идејата, мислам, значи тој не влегува во загревање со веднаш максимално, нели, тоа да посочиме Мартин. Дефинитивно. Влегува со веднаш максимално кревање на тежина, туку постои цела постапка на загревање, ја прави повторно за да дојде до тој момент и понатаму се влегува во специфичното загревање. Да, значи обично дури користат foam rolling, значи ролање со сунгер, ги опуштаат мускулите на кратко, наместо некое статичко истегнување, после влегуваат во таа активација и вежби за овие обликувања што ги посочивте вие, па после тоа да поспецифично и поспецифично, во зависност од спортот и после тоа нели стигаат до тие. Може да и масажа за да се скрати време траењето на загревањето. Како со? Масажа за да се скрати време траењето на загревањето. Да, спортска масажа за почеток, но тоа е само инициација и некоја блага васкуларизација прави, бидејќи масажата е во принцип опуштање на мускули, но има загревачка масажа, во право сте, Џавид, и се практикува многу. Генерално фудбалериве, мислам, јас сега не ги спомнам, затоа што со нив сум работел, најверојатно и другите, прават загревачка масажа, со тоа што таму се работи и се нанесува и крема, мас, која што има цел точно да направи васкуларизација. Може да биде и ментол или некои други. Сега тоа не навлегувам дали се здрави, не се здрави, значи тоа е сосема друг момент, но во право сте, благодарам, супер. А Мартин, ме интересира сега во сала. Имаш клиент и треба да направиш некаков тренинг, одбери ти прв што текнува, како ќе ги загреш многу кратко, во 2-3 реченици. Значи, најчесто почнувам на земја со вежби. Може да го кажам конкретно, например, загревањето што јас би го искористил. Може. И за себе, и за клиент. Океј, во зависност, нели, секој клиент е различен, можеби некои вежби ќе бидат различни, но генерално одиме со подкревање задник во лежачка позиција, значи ги активираме задњето ложе и глутеусите. После тоа одам со некое марширање во истата позиција, значи во горната позиција од подкревање од мост, одиме со марширање. После тоа одам со една вежба за јадро, значи во лежачка позиција јадро, па после одам странична. Чекај се, јадро се работи за задржување, планкс или core stability, така? На тоа мислам? Core stability, да, одиме со dead bug. Значи со сега не знам што е dead bug. Значи нозете се на 90 степени, рацете се право горе, спротивна рака од нога издолжувам,
Ова е веќе специфика, да. Но во секој случај генерално работиш вежби кои што нешто би требало да симулираат за понатаму активација некоја или Активација, значи на целото тело. А се случува на да им дадеш на пример на тредмил да истрчаат или на велосипед да. Да. Ако- Некогаш го правам тоа пред, некогаш го правам тоа после ова генерално загревање. Добро. Супер. Значи секоја активност може, мислам, секој тренинг или секој вежбање би требало да има некое загревање кое што според условите треба да се адаптира, но целта е не само за да се зададат вежби, туку да има цел загревањето. На крајот вистински да се спреми човекот, индивидуата за напорот што ќе следи. Затоа што тоа е, нели, на почеток кажав, дури на водно кога одите планинарење, кога се прави, тоа е прошетка, се супер, но некоја сакам и да биде не прошетка. Да, и тука сакам да се натоврзам дека многу често, најчесто ствари луѓето одат на кеј да трчаат или да возат точак или да се качуваат на водно без никакво загревање и тука доаѓа до повреда и после јаве шо ми е. Епа, тоа ти е, значи не се загреваме и не се истегнуваме. Значи одиме директно горе, почнуваме да трчаме или се качуваме на водно или возиме точак, што и да е, како што рековме, незагреано телото и доаѓа до повреда. Апсолутно. Има една финта исто која што може, кога се работи за такви работи, многу лесно почнете со активноста, ако е трчање или водно или велосипед на водно или било каде, многу лесно, па постепено да дајате некои 15 на 20 минути кои што повторно ќе бидат дел од загревање, за да се активира целото тело. Добро, Мартин, благодарам. Благодарам на вас. Да не имаш уште нешто да додадеш? Па не, мислам, не се докажав како трае истегнувањето, но стигнавме до идејата, нели, значи јадрото од сите страни, колковите од сите страни во различни позиции, раменскиот појас, дали е страничен пленк, дали е преден пленк, дали е заден пленк, после тоа во стоечка позиција, некои чучњеви, дали е склек, зависи горен дел, долен дел од тело, можеби некоја вежба за баланс, значи баланс на една нога, и после тоа, нели, без разлика дали е спортист или е, значи, рекреативец, би му дал некаква вежба за активирање, нели, на централниот нервен систем, да го разбудиш, значи ако ти дое клиент у 7 саат бајле, му треба нешто да тргне тренингот, не се секогаш будни, без разлика дали е 7 саат бајле или после работа. И нели многу е модерно сега во денешно време pre-workout да користиме. Кога имаш, значи, да, не, мислам, можеш да се напиеш кафе и реално тој тренинг за активирање на централниот нервен систем, значи тие вежби се тука да го направат тој pre-workout. Види, јас сум за, значи, и можеби и кафе, ама и вежби. Затоа што утринска гимнастика е утринска гимнастика. Тоа како термин ние по возрастни ја имавме и се сретнува во книги. Утринска гимнастика е многу здрава затоа што разбудува цело тело и го спрема баш за дневната активност што ќе следи. Така да супер. Ја мислам се насмеа во делот дека е модерно. Ние се што е модерно лесно се продава, мејнстрим некаков. Ама функционира во секој случај. Кога сме кај утринска гимнастика, Моника, која тука може да сподели, она е дел од јога студио кај што се одржува утринска јога, од која што сум бил и јас дел и многу добро искуство. Може да сподели ако е тука, ако не. Тука е, ама кај ја провика сега треба да се вклучува. Добар ден, во студио сте повеле. Браво. Да, јас исто така вежбам јога. Само му се заблагодарам на Мартин. Благодарам. Фала, Мартин. Да, исто како и во јогата
тоа се се вежби за истегнување, ама пред да дојдеме до главните вежби, ние имаме некои вежби за загревање на телото, нели, за да го спремиме за тие главни асани, ги викаме во јогата, или положби во кои што остануваме малку подолго, што главно се работи истегнување на рабетниот стол. Каде, кога спомнавте овде кафе како за разбудување на централниот нервен систем, ја би ви сугестирала место кафе 2 чаши топла вода од прилика. Тоа е некоја така наречена јапонска техника која што стварно многу добро делува и го буди телото инстантно, ти го крива притисокот и буквално те носи дури во ВЦ одма, онака ти прави некое утринско чистење и те препотува и веќе си спремен на некој начин за денот. Ние во јогата, кога работиме, например, кога се спремаме за некој час за тие главни асани, имаме пред се пава муктасана, тоа се вежби за зглобови, каде што почнуваме со најосновни движења, почнуваме од движење на дланките, значи ги разбудуваме прстите. Практично со тие движења, не знам сега кој колку е запознаен, сите имаме енергетски канали по нашето тело или меридијани, така би ги нарекле, па со тие раздвижување ги разбудуваме тие енергетски канали или меридијани, при што започнува тоа енергетско чистење на тие енергетски блокади. Со тоа точно даваме информација на телото, на централниот нервен систем, дека треба да се припреми, да се спреми за следните вежби, кои ги работиме од прилика на средина на час и кај нас самото загревање трае прилика исто 30 до 40 минути и потоа влегуваме во оние асани како што е свеќа, значи обратна положба, каде што телото имаме големо истегнување, посебно во вратниот дел, и работиме плук, каде што од свеќа телото се спушта, нозете доаѓаат во хоризонтална положба со подот, но преку главата. Работиме штипалка, тоа е преклоп на напред, од лежечка положба телото се преклопува горниот дел кон нозете. Работиме риба, каде што имаме големо истегање на градниот кош. И сега предходно, како што спомнав, работиме загревање на рацете, на стапалата, исто почнуваме со прстите, па цели стапала, па ротација на зглобови работиме. Работиме триаголници или триконасани, каде што тие се веќе влегуваат во малку постатички вежби, каде што во една положба се поставува телото, па остануваш одредено време. Сега ние во јогата тука вклучуваме и наблюдување на телото, не е само да ја поставиш положбата, туку се наблюдуваш, го наблюдуваш дишењето, наблюдуваш дали имаш болка, наблюдуваш каде, како реагира телото. Па со издишување, со техники на дишење ги ослободуваме тие блокади или затегнати места или јазови кои што постојат во нашето тело. Исто така работиме стојна глава. Посебно за оваа положба треба посебно загревање во вратниот дел, во раменскиот појас, за да може да се остане малку подолго време во таа положба. И велиме дека ако останеме барем 5 минути во оваа положба, исто како да сме извежбале 1 сат тренинг. Добро, супер. Така се одвива. По секој случај, и во јогата, иако е една техника за релаксација, каде што преку асани или вежби, нели може да се одработи цел комплекс на, не се вежби само туку цел ритуал, цел јога третман, како да го крстам, постои еден вид на загревање. Тоа е. Така, да. Обавезно, мислам, без тоа нешто. Практично цел час го посветуваш на тоа за да дојдеш до главниот дел, до главните, како што е во фудбалот играњето на надпреварот, тука изведувањето на главните асани. Одлично, супер. Благодарам, Моника. Моника може да повика некој друг колега или колешка? Се шалам. Извинувам, дали ќе може да ја прашам Моника само, дали постои како јога само или постои специфична јога, дали има јога strength, не знам, јога functional, јога conditioning? Може јас, Моника, се извинувам. А Моника ќе ме дополни. Јога strength, јога power, тоа се измислување на модерниот свет. Значи, ако веќе гледате, можете дури на Википедија ќе најдете хата јога, ќе најдете
Сум ги заборавил. Прана йога, бахти йога и така натаму. Значи тоа се изворните делови или на йога, ама тоа ќе оставам на вас. Сега не можеме во овој дел. Имате йога насока на факултет. Можете и таму да добиете повеќе информации, но постојат многу йога друштва кои што можете да ги... Мислам, супер е прашањето, Антонија. Благодарам, а Моника може да пополни, да дополни дали има или нема. Ама за мене се тоа измислување за во насока на спорт. Вистина е дека е дел од комерцијала, затоа што луѓето се ловат на тие нови називи или термини на било што, мислам, без разлика. Тоа е актуелно, да. Да, можеме да, например, йога. Се е йога, не знам сега кој колку е запознат со јогата, целиот живот е йога, можеме да го наречеме, ако будно го набљудуваме, ама имавме, например, ние во нашето студио Power Yoga, на некој начин, каде што работиме асани од јогата, мислам, положби, вежби од јогата, но ги работиме малку подинамично и сега тука имаш малку поголем притисок на мускулатурата. Се активираат мускулите. Колку време трае еден тренинг во вашето студио и кај се наоѓа, ако можеме? Традиционална йога, моментално работиме саат и 15 минути. Power йога се работеше околу саат време. Моментално сме сместени до Зоел зградата, меѓутоа држиме и онлайн час. Поради целата ситуација. Фала ти. Сурија се вика студиото, ако сакаш можеш да го побораш на Facebook. Како? Сега ќе пишам овде во четот Сурија центар за йога. Важи, фала. Да не ви пречиме ние. Не. Се шал. Супер, браво. Мислам и Антонио добро прашање, многу добро прашање. Убаво да ги проценувате овие работи. Мислам, најверојатно ќе ви требаат некогаш, еве. Но и има многу работи кои што се мејнстрима, кои што, например, кетелбел, руско звоно, кросфит и слично, доаѓаат како модерно, а тоа веќе функционира од многу одамна функционира. Само луѓето многу добро го спакувале и продаваат продукт. Значи, лебот е сега направен, не е само од бело брашно, туку имаме уште некои примеси и даваме нов продукт на леб. Тоа е. И зошто да не? Такви мастрафи може да се користат и техники, затоа што ние пробуваме на маркет. Ја мислам дека на почеток кажав, вие треба да ја уновчите дипломата и знаењето. Тоа значи дека треба на маркетот да настапите со нешто што е уникатно, што држи, што има логика и што може да го представите. И ако може да приметите, колешката и сите што се вклучија генерално дадоа интересни информации многу, но имаат луѓето што да кажат. И тоа е суштината кога ќе завршиме факултет, да имаме што да кажеме, да се избориме и да се покажеме дека знаеме и со другите, не да се покажуваме дека знаеме, туку навистина да имаме информации за тоа што го работиме, а не да видиме само дека сме тренирале нешто и со колку сте трчале, сме трчале со 70%. Тоа ми е, морам да се навратам на тоа постојано. Не знаеме зашто трчаме. Овде имам две прашања. Дрита, дали за истегнување пред загревање, пред да се трча, што мислите, колку е во ред? Мислам дека спомнав, да, истегнување треба да има на загревање, пред загревање, на крај на загревање не би направил, објаснив зошто, ја нацртав таа една крива синусоида тамо и што се случува кога мускулот е во смирувачка состојба, кога смируваме, а што се случува кога го активираме. Така да, мислам дека е јасно, ако не е, слободно прашувајте понатаму. Стеван Анџија, чекај сега вака. Имам прашање во загревање. Пред вежбање во теретана. Сите вежбаат по одредена програма за една мускулатура во ден. Прашањето ми е дали загревањето треба да се прави според вежбите кои ни се зададени за тој ден или општо за таа предвидена мускулатура. И има повеќе одговори. Поентата е дека треба да го загреете телото, значи да го активирате, Моника искористи еден момент убав термин, да се разбуди телото за да може да настапи главниот тренинг. Јас би ги одработил сите мускулни групи, мислам, не да ги вежбам, туку би го загрел целото тело. Па потоа би отишол како специфичен метод на дозагревање со употреба на тие мускулни групи кои што ќе ги работам на крај. Иако работам, не знам, гради, наједноставно доаѓа,
и можам да поткренам некоја тежина, нека биде 40 кг. Јас ќе направам загревање со 10-20 кг на гради, не до отказ, неколку повторувања, што ќе биде специфично до загревање на мускулатурата. Секогаш првата серија, ова се зборуваме за теретана, секогаш првата серија ќе ви биде загревање. Значи не почнувате, дури и втората некогаш, ќе ви биде дел од загревање. Значи никогаш не се почнува одеднаш после загревањето со веднаш напор. Дали е окей? Сурија јога. Добро, ќе искористам, две работи. Една на Моника да ја посечам, имав шанса да се дружам со Гуруджи или Шри Рави Шанкар. 8 дена во Бадат Ногас во Ашрам, ако нешто значи. Не знам дали го знаете. Ама... Како? Сум слушнала за него. Да, тоа е дел од Art of Living, јога, но и многу добро искуство и прекрасен човек. Тука ќе споменам за загревањето, кај ќе имате предавање ке професор Ванчо Попетровски, медицина на спорт, и он има работено магистарска тема на метод на загревање. Вежбите за обликување ги имаше поделено во 3 групи. Во првата група работеа првин вежби за нозе, тело па раце, во втората група раце, тело па нози, во третата обратно. Сега не ме држите, но во секој случај поентата беше дека покажа преку статистички методи дека е подобро ако се знаат принципите на постапност и на само се извинувам. Значи покажа преку статистички методи дека имајќи го предвид принципот на загревање од полесно кон потешко, дека е имајќи го во предвид интензитетот, значи како се зголемува, проверувајќи срцева фреквенција и крвен притисок, дека е подобро да се почне со загревањето со нозе отколку со раце. Зашто? Затоа што рацете директно со подкревање на, дури со самото подкревање на рацете над главата, го забрзуваат фреквенцијата на срцето, забрзуваат и се покажа дека се поинтензивни тие вежби отколку овие другиви. Така да, еве, ќе го заборавам во овој момент, еден научен приказ на како да се задаваат вежбите за обликување, доколку следиме тој метод на постапност или од полесно кон потешко. Дали некој колега или колешка сака да сподели дел загревање некој друг спорт или нешто што ние пропуштивме, што се вклучи од колегиве, што се вклучи и од мене? Имате ли некој прашање, можеби? Добро. Јас би сакала една идеја да дадам. Ајде. Додека ги водите овие часови, овој претходниот со видеата, јас, например, си ги вежбам вежбите. Можеме да користиме тоа, не мора сите со камери, нели може без камери, ако сакат колегите, за време на часот, пред почнување на секој час или кога ќе почнеме да правиме некои вежби за загревање. Така и полесно ќе ги запамтиме и би било убавно да се раздвижиме. Мислам дека премногу седиме сите во периодот, па и часовите ни се секако пред лаптоп. Убаво би ни дошло некое загревање кратко, не знам, пред час. Ајде, Моника, следен час, кој е за? Имаше тука рейсхенд. Јас пробав минатата година, не одеше малку и не сакав да форсирам, но супер е идејата. Зашто не? Со тоа што нека остане, значи не мора, ајде за интересно да биде 2, 3, 5 минути, не повеќе, вежби за активација. Дури може да биде и само за, нели, мислам таков тип, не мораме склекови да правиме, можеме да правиме некои, има вежби кои што можеме да правиме, нели, и слично за активација и зошто да не, супер. Моника ќе има чест да го отвори часот. Следен час, Моника, јас и уште двајца. Или уште две. Другите ги нема. Добро, ви благодарам на внимание, се гледаме
следен час и пробајте, следниот час имаме управување на движење, колку што можам да, колку што се сеќавам. Да. Прочитате ја темата, е многу интересна, формирање на моторички навики поврзана е со координацијски способности. Имате во книгата и, како што кажав, читнете ги темиве, барем пролистете да знаете за што се работи и за време на часот ќе се разјаснат уште повеќе работи. Имајте убава вечер, се гледаме, поздрав. Пријатно. Поздрав. Чао. Пријатно. Пријатно.